Почнуваме со најавените содржини, а прва содржина е дека од вечерва се очекува поларен бран. Ниски температури и врнежи од снег. Граѓаните се подготвени. Велат дека метеоролозите не им влеваат страв. Дрва има, топла облека има, чаеви, топла ракија, може и греано вино, а имало и постудени зими, велат Штипјани. Поларен бран и драстични промени на температурите. Дневната температура се очекува да достигне до -10, а во ноќните часови да се спушти до 20 степен под нулата. Поларен студ и врнежи од снег се очекуваат од вечерва. Сепак Штипјани паметат зими со многу пониски температури од тие што се очекуваат од утре. Па ништо, само огин повеќе топло и лекови си земаме сега, чајове, лимони. Антибиотици немам. Јас си лук употребувам, домашни лекови. Земах си дрво, имам си 5 кубика. Мислам, нема толку па да биде ладно. Но сега ладно ли е? Па ладно и сега, не е баш топло. Ма имало и поладни. Имало поладни. Покрај набавката на антибиотици и лекови, заштитата на водомерите и возилата е задолжителна. И моторите страдат. Уле ако не сменеш на време, вода ако не ставиш на време, се е страдано. Значи, Најмногу акумулатор. Акумулатор е прв на колата, моторо. Значи акумулатор, моторо го држи. И ако не работи моторо, и акумулатор работи. Во меѓувреме грипот се уште коси. Неинфективно со диагноза сезонски грип хоспитализирани 31 лице. Амбулантите полни, а продолжува и гужвата по ходниците на Детско. Во овие временски непогоди, кога царува грипот, најдобро е да останете дома, советуваат лекарите. Наша препорака до нив е земање на витамини, витамин С, витамини од Б комплекс групата, полесна исхрана и поголемо внесување на течности, чаеви. Рекордно ниски температури биле измерени на 27 јануари 1954 година, кога во Берово живата во термометарот се симнала под -31,5 степени. Комисијата за превенција од штетни ефекти од студени бранови при Министерството за здравство по најавата од управата за хидрометеоролошки работи за многу ниски температури и снег во текот на наредните денови, денеска одржа состанок со цел преземање превентивни мерки од областа на здравството. Комисијата за превенција од штетни ефекти од студениот бран при Министерството за здравство презема военни мерки заради најавените -22 степени. Известени се сите здравствени установи, посебно болниците, да имаат доволно кадар, лекови, санитетски материјали и сместувачки капацитети за евентуално зголемен број лица со штетни последици од студеното време и снежните врнежи. Исто така известени се екипите на итната медицинска помош низ цела држава да бидат доекипирани со повеќе екипи, возила, лекови, санитетски материјали за да можат веднаш да интервенираат доколку има потреба. Центрите за јавно здравје, како на национално ниво, така и на локално, треба да направат кризни штабови со подрачните единици на Центарот за управување со кризи, со Црвениот крст, болниците и со здравствените домови да преземаат мерки на своето подрачје, а на регионалните и локални телевизии да го известуваат населението за препораките за штетните ефекти од студените бранови. Патронажните служби во соработка со службите од труд и социјала, исто така со Црвен крст, заедно да ги посетат сите постари осамени лица овие 2 дена, додека се уште не се студените бранови, да видат дали имаат потреба од храна, лекови, огрев и веднаш да ги снабдат за да им се обезбеди што е потребно за овие 3-4 дена, за да немаат никакви проблеми. Воедно ќе се лоцираат и сите бездомници во државата и во овие неколку дена ќе бидат стационирани во посебни сместувалишта за нив со храна и облека. Граѓаните доколку немаат потреба овој период да не излегуваат од дома, да си бидат во домашни услови на топло, а доколку имаат потреба да излезат, тоа да го сторат во периодот од 11 до 16 часот, кога се барем малку повисоки температурите, бидејќи наутро и навечер температурите ќе бидат најниски. Од комисијата велат ако граѓаните треба да излезат, тоа да биде краток престој од 1 максимум до 1 час и 30 минути, да си носат топла облека, да бидат заштитени, топли напитоци, по можност обувки кои што не се лизгаат за да се спречат скршеници. Се препорачува за ризичните групи
посебно хронично болните, овие 2 дена да си обезбедат терапијата, да си имаат дома за да не морат тие 3 дена да одат на лекар и да бараат терапија и да се изложат на студеното време, да обезбедат терапија и редовно да ја пијат. Доколку за овој период кој бил од граѓаните има потреба од помош или пак забележи дека на некој друг му е потребна помош, сосед, пријател или кој било, тогаш може да се јави на следните броеви или на итната медицинска помош, ако се работи за медицинска помош 194 или за било каков проблем во Центарот за управување на кризи 195 или на бројот кој го има отворено од Црвен крст на Република Македонија 31 39 578. Со оглед на тоа дека се очекуваат мощни ниски температури, затоа потребно е граѓаните навреме да се ги заштитат од мрзнење водоводните броила и чешмите. Ниските температури кои ни престојат можат да предизвикуваат мрзнење и пукање на водоводните броила и на чешмите. Затоа граѓаните навреме да се подготват за справување со ниските поларни температури. Со оглед на тоа дека следува период на екстремно ниски температури, апелирам до граѓаните да преземат соодветни мерки за заштита на внатрешните инсталации, особено кај индивидуалните домакинства, каде тоа е со послаб квалитет. Посебно внимание се обрне на водомерите, а тоа да не биде на начин што ќе пуша славините да течат, бидејќи ќе дојде до оптеретување на самиот систем, а и самите граѓани ќе добијат повисоки сметки за вода. Штипската филтер станица е во добра кондиција и затоа граѓаните не треба да стравуваат дека ќе имаме прекини на вода. Значи нема никаков ризик од прекин на водоснабдувањето на општина Штип, бидејќи има постојан проток на вода, влез и излез од филтер станица. Моменталниот излез за овој период од годината е 100 до 120 литри во секунда. Инаку интервенциите околу замрзнување на работната единица водовод и канализација на јавното предпријатие ИСАР деновиве се вообичаени како за во овој период во годината. Се бара место повеќе за зимските ски центри надвор од државата, а интересот за Маврово и Попова шапка е минимален. Општина Македонска Каменица обезбеди бесплатен превоз за пензионерите и жителите од руралните средини. До 20 јануари може да се пријавуваат во општината оние кои имаат потреба да го користат. Инаку овој проект стартува во месец февруари. Македонска Каменица е прва општина во источниот регион која на пензионерите и на жителите од руралните средини, кои се од социјално ранливите категории, еден ден во неделата им обезбедува бесплатен превоз. Општината обезбеди 2 возила кои ќе ги користат училиштата, градинките и спортските клубови. Јавниот повик од страна на општината веќе е пуштен и пензионерите и жителите од руралните средини можат да се пријавуваат. Ние јавно го кажуваме до сите граѓани дека имаат можност негде до 20 јануари да дојдат со документација, да поднесат барање за да добијат потврда за бесплатен превоз од кој што ќе биде обезбеден од страна на општината, за сите оние кои што живеат во селските средини и кои што имаат потреба еден ден во неделата, односно петок, да дојдат во општина Македонска Каменица. Нашата општина мислам дека е прва во Република Македонија после градот Скопје кој што организира бесплатен превоз на пензионерите за еден ден во неделата, со што ќе створиме услови тие да можат полесно, значи, да дојдат на доколку се потребни некои лекарски прегледи или е потребно нешто, некои намирици кои што треба да ги купат. Митевски забележува дека согласно доставените барања ќе се направи возен ред, кој ќе биде истакнат во сите села во општина Македонска Каменица и на веб страницата. Согласно тоа ќе можат пензионерите веќе од почетокот на февруари месец да го користат тој бесплатен превоз. Како што можете да видите, ние набавивме 2 нови возила кои што ќе бидат целосно ставени на располагање на граѓаните на општина Македонска Каменица. Едното возило е со 8, а второто е со 18 седишта со кои бесплатно ќе се превезуваат пензионерите и жителите од руралните средини. Бадниковото гранче на бадниковата постна трпеза за долговечност, здравје и издржливост. Народните верувања велат дека со внесување на дабовите гранчења во домот, неговите особини ќе се пренесат на сите луѓе што живеат во тој дом. Ајде бадниково гранче тука символ на верата, Божји дар у куќата за среќа, милост и здравје, повелете.
82-годишниот Дане Лазаров од Штип секоја година може да го видите како продава бадникови гранчиња. Вели дека ова не го прави за да спечели некој динар, туку да ја продолжи традицијата, бидејќи ова е единствен начин за на младите да им објасни зошто е потребно на бадниковата трпеза да има и бадниково гранче. Ова е символ на верата, бидејќи Исус кој се родил е огреан од тоа дрво со тоа гранче. И тоа останува како Божја заповест дека е символ на Божјата вера. Бадниковото гранче е од дабово дрво, за кое се смета дека е неиздржливо и нејвековито. Дабот символизира долговечно здравје и издржливост, а народните верувања велат дека со внесување на дабовите гранчиња во домот, неговите особини ќе се пренесат на сите оние луѓе што живеат во тој дом. Според народните верувања, гранчето се остава на масата за бадник, а наредниот ден се врзува за родно дрвце. После утре, дента кој има двор, да речеме, на слива, јаболка, носат ги некои на лозија, на оравот, на дрво го врзат, како родно дрво, како дар од Исус, да дрвото има повеќе род. Во петок ќе се постави бадниковата трпеза која ќе биде посна, ама богата. Традиционално на масата за вечера треба да има риба, граф, погача без квасец и суво овошје. Заврши реконструкцијата на покривот на спортската сала во Основното училиште Ванчо Прке во Штип. Следен проект е реконструкција на подот, со што околу 1000 ученици ќе добијат современи услови за настава по физичко образование. Завршија градежните работи за реконструкција на кровот на спортската сала во Општинското основно училиште Ванчо Преќе. Во Штип информираше на денешната пресконференција директорката Весна Ничева. Таа истакна дека овој градежен зафат чини 1.050.000 денари, а средствата се обезбедени од страна на Општина Штип. Ничева најави дека годинава се надева дека повторно со помош на Општина Штип од буџетот ќе биде реконструиран и подот во спортската сала. За 2017 година план е да го промениме и подот во спортската сала, меѓутоа се надеваме дека ќе обезбедиме средства за исто и дека во некој нареден период и со овој проект ќе завршиме. Директорката на Основното училиште Ванчо Преќе вели дека со реконструкцијата на салата веќе имаат и заштеда на енергијата, а учениците добиле и современи услови за изведување на настава. Со промената на прозорците во голема мера, значи се подобрени условите за престој во училиштето. Од една страна, значи имаме потопли простори во кои учениците посетуваат настава, а од друга страна се разбира имаме голема заштеда и на нафта. Минатата година спортски терени добија учениците во подрачните училишта во селото Селци и Лакавица, каде што учениците веќе ја изведуваат наставата по физичко образование. Студентите и учениците го користат својот зимски распуст, а туристичките работници ги подготвија зимските аранжмани. Најголем е интересот за зимување во атрактивните центри на соседна Бугарија. Во овој период, кога учениците и студентите го користат зимскиот распуст, интерес има за зимување во зимските рекреативни центри. Туроператорите најмногу ги продаваат аранжманите за соседна Бугарија. Зимските аранжмани се веќе во полнек, се бараат многу зимско-рекреативните центри. Највеќе се бара Банско и Боровец, тука соседна Бугарија, но не се исклучуваат и нашите зимско-рекреативни центри. Со оглед на тоа што снегот е веќе на прагот, според прогнозите, се очекува дека снежната покривка ќе биде на задоволително ниво и зимско-рекреативните центри ќе бидат единствената мека за скијачите и за рекреативците. Така да, со оглед на тоа што и зимскиот распуст на учениците и студентите е во тек, интересот е се поголем и поголем после божикните празници. И оваа година за оние кои сакаат да учат да скијаат, обезбедени се инструктори. Кополник се бара, но не во толку големи мерки како што се бара Бугарија, затоа што е блиско и стазите се така попогодни за скијање. Туристичката агенција Атлантик, ова 7 година поред, заедно со ски инструкторите што штиподат со Сашко Богатинов и Трајче Филипов, некаде околу 50 ученици ќе однесиме на обука за скијање на падините на Пирин планина или во зимско-рекреативниот центар Банско. Иако не така како во минатите години, сепак и оваа година интерес за зимување во македонските туристички центри има.
Стартуваат фудбалските возбудувања во рамките на турнирот во мал фудбал Водици 2017. На турнирот ќе настапат 12 екипи кои поделени во две групи ќе се борат за четвртиот трофеј. Од вечера па се до ден Водици 12 екипи ќе се борат за приматот најдобро на оваа традиционална манифестација во мал фудбал. По четврти пат турнирот Водици е под покривителство на општина Штип и на Брегалничката епархија и на него годинава ќе се направуваат 12 екипи. Во првата група 6 екипи се Черења, Добри деца, Тейстайл, Лаш Компани, Кежовица и Виртуози. Во групата Б Дани, Ел Тигре Лозово, Општина Штип, СВР Штип, Руски кафес и Дома кафе. Вечерва на програмата се три надпревари во кои се среќаваат Черења, Виртуози, Добри деца, Кежовица и Тейстайл, Лаш Компани. Надпреварите се играат со почеток од 18 часот. Инаку турнирот ќе трае се до празникот Водици, кој ќе се одиграат финалните надпревари, а надпреварите ќе се играат во спортската сала на основното училиште Тоша Арсов. Турнирот во мал фудбал Водици 2017 ќе биде актуелен во овој празничен јануари. Овде ја заокружуваме вечерашната информативна програма. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатна вечер. Само на Телекабел гледајте најголем избор на канали, Спорт клуб 1, 2 и 3 и HD канали без доплата. Вклучете 4 ТВ приемници за само една месечна предплата. Сурфајте на најбрзиот интернет и разговарајте неограничено. Меѓу нас е бесплатно. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Кабел си е кабел. Телекабел. Голема новогодишна акција во Зендолино. Крави и кашкавал хит Рефус 289 денари килограм. Екошар кравио сирење Рефус 192 денари. Чаен колбас Неопланта 295 грама 112 денари. Мајонез Витанес 630 грама 89 денари. Павлака Спитико 1 килограм 94 денари. Синалко кола 3+1 гратис 108 денари. Вино Смедеравка Кавадарка и Розе 109 денари за литар. Милка чоколада 300 грама 147 денари. Пакет минерална вода Кожувчанка 96 денари. Кока-кола 2 по 2 литри Дуопак 135 денари. И голем избор на новогодишни пакетчиња. Зендолино, среќни новогодишни и божични празници.